Како би го опишал твоето детство? Ужасно. И израснат сум во многу проблеми со семејството. Никогаш татко ми, мајка ми не се согласувале. Бурен живот. Какви беа односите со мајка тебе, твоите односи? Како ја опишуваш таа релација? Квалитетна? Не квалитетна. А со татко ти? Исто. Ами Никогаш сум немал така поддршка од родителите за било што. Никогаш сегаш погрешно сум бил сватен. И не знам ја што е таа родителска љубов. кој имаш најголемо влијание врз твоето воспитување, од твоето обкружување? Никој така не се посветил на мене да ме воспитува. Така бев пуштен на слободно. А постојат ли некои настани од детството што смиташ дека оставила силен впечаток врз тебе? Што знам, многу работи. Можеш ли никоја да издвоиш еве? Па, еве тоа што од моите родители како прво не биле во добри односи. Затоа што мене дон денес ми фали тоа да се моите родители заедно, да имаме нели таткова љубов, мајчина љубов да имам, као да се собереме сите на празнични денови. Тоа мене ми фали многу. Како да ти кажам, јас сум го прифатил тоа и знам дека го нема. И сега кога жената ми вика да додеме на празник, пример кај незините, мене ми е тоа досадно. А знам дека не е добро, свесен сум. А како се справуваш со конфликтите? Со тоа што сум израснат во такво семејство и секој конфликт се решава со насилство, можам да сум така избувлив, нервозен, да скршам нешто дома, да викам, да се дерам. Значи свесен си. Да. Мислев дека ако разговараме нема ништо воопшто да ми реши, џабе само ќе се мадретирам да објаснувам, но со самото тоа ти што го објаснуваш твојот проблем и разговараш околу твојот проблем со стручно лице, си раскажуваш, таа ти привлекува внимание со незините прашања, едноставно олеснуваш со